Барањето на комуналното претпријатие Водовод за покачување на цените на водата за пиење и на другите комунални услуги не доби поддршка од Советот на општина Кочани. Според доставените податоци, предложено беше цената на водата за домакинствата од 45,18 денари за кубен метар да се зголеми на 49,7 денари. Надоместокот за канализација од 13,33 денари да изнесува 21,20 денари, а за пречистување на отпадните води од 15,17 денари за кубен метар да скокне на 17,4 денари. Од комуналното претпријатие бараат да се покачи и цената на водата за фирмите, при што наместо 54,83 денари да изнесува 60,3 денари. Канализацијата да поскапи од 18,41 денар на 32,2 денари, а надоместокот за пречистување на отпадните води да се зголеми од 15,17 на 17,4 денари. Во образложението за барањето, директорот на Водовод истакна дека можеби и ова поскапување нема да помогне да се покријат трошоците и загубите во претпријатието, префрлувајќи дел од вината и на вработените. Околу финансиските извештаи сметам дека се сувопарни, стерилни, изнесени се бројки кои нормално се одредени показатели, меѓутоа недостасува една анализа зошто се такви случаи, зошто е настаната таква ситуација, меѓутоа стојам на располагање и можеме да предискутираме. Што планирате со овие загуби? Како планирате да ги решите овие загуби? Значи 70 милиона загуба и повторно продолжувате со исто темпо и вие излавате на говорница и ми викате дека бројките се сувопарни и стерилни. Градоначалник, значи јас повторно ќе повторам, значи резултатите на јавното претпријатие, кажав и претходниот пат, се и ваша надлежност. Значи, барам да го разрешите директорот не од лични причини, туку од професионални причини. Значи, во ова вака не може да продолжи. Значи, буквално не дека е сувопарен, вреска, извештај вреска недомаќинско работење. Вреска буквално. И сега, на такво недомаќинско работење, јас ќе прифатам извинување од директорот, само ако се извини затоа што прифатил да работи работа за која што очигледно не го бива. Други извинувања од него не прифаќаме. Да се извини и моментално да си даде оставка. Градоначалникот да си ја понесе одговорноста за тоа што на таков начин, значи на несоодветен начин, го решил управувањето со јавното претпријатие во градов, дефинитивно, и тој ни должи извинување на сите граѓани. И згора на маката, уште бидејќи сте многу репрезентативно претпријатие, па уште и трошоците за репрезентација сте ги пораснале. Што толку представителни Водовод, што представувате воопшто кога ќе седнете по тоа кафаните? Како да се урниса јавно претпријатие, дури да кажеш кекс? Оправдувањето на директорот на Водовод не најдене одобрување од советниците, кои му забележаа дека со ваков начин на раководење претпријатието ќе продолжи да тоне и да бележи загуби. Би му одговорил на советникот Ивица, доколку има малку време за внимание. Да, јас сум менеджер со PMP сертификат. Professional Project Management. Онака. Финансиските извештаи ги работи служба за финансии, кои имаме на број 7-8. За жал, мојот помошник, директор за финансови, правни и комерцијални работи, има една лоша навика да се разболува, во главно обично кога има совет или кога има некоја друга потреба. Но не е, ние сме тука. А сакате да кажете дека поради болест на едно лице, дека Водовод ќе треба да плати баснословни износи. Тоа е... Директоре, ја ќе ви кажам како да намалете загубите. 30 души од тие времените се ви така примани за ништо. Тргнете ги, нема да имате загуби. Тоа е многу лесно и едноставно. Приходи, нафта, немате нафта, нели? Најлесно е водата да ја кача. Тргнете ги тие 30 души, Водовод ќе функционира, бидејќи вие не времени немате што копат по улиците и што косат трава. Тие се малку, повеќе имате во управната зграда.
Градоначалник, топката ја префрламе кај вас, во ваши раце. Очигледно дека вака јавното предпријатие не може да продолжи. Јас пак ќе кажам, верувам дека директорот е стручен во својот дел, ама во овој не. Бараме да го разрешите и да назначите искусно лице, бидејќи проблемите се големи, не се мали проблеми. Ако се сеќавате, колегата Томче, колега Венко, колегата Томче лани март месец побара кризен штаб. Да направиме кризен штаб за водовод, смеевме се, сите. Па не така испадна иронично како директор вика кризен штаб, па ја имам луѓе там. И се испадна дека нема луѓе за тендер да постапи, а не па. За жал трагикомично. На гласањето по точките за финансиското работење во текот на минатата и во првите 3 месеци од оваа година, како и забарањето за покачување на цените на услугите, мнозинството советници беа против или воздржани. Градоначалникот Папазов пак не даде никаков коментар за состојбите во водовод и дали ќе го реализира барањето на советниците за смена на првиот човек на предпријатието.